Здраво на сите, добре дојдовте во третата сезона на првиот подкаст за ментално здравје на македонски јазик "Издиши се". Минатата сезона беше многу успешна. Имавме 14 епизоди со 14 психолози и психотерапевти. Разговаравме на теми поврзани со менталното здравје. Ја едуциравме нашата публика за важноста на менталното здравје, но и мотивиравме многу луѓе да посетат психолог. На почетокот од оваа сезона ви ветуваме многу интересни гости кои ќе зборуваат за важноста на менталното здравје, како и многу други изненадувања. Исто така сакам да напоменам дека и од оваа епизода е активен кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата разговор.мк. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете апликацијата Разговор.мк на вашите мобилни уреди и при резервацијата да го запишете кодот "Издиши се 15". Кодот секако ќе ви го оставам и во описот на оваа епизода. Темата на која ќе зборуваме со мојата денешна гостинка е многу важна за функционирање на сите животни сфери. Во денешно време да знаеш да поставиш граница со цел да се заштитиш себе си, но и да одржиш здрави односи со својата околина е навистина предизвик. Сите ние понекогаш забораваме на нашите граници и често пати ни се случува да ги пречекориме. Затоа, како успешно да ги задржиме и да го надминеме стравот од поставување граници, ќе зборуваме со мојата денешна гостинка Наташа Ивановска, психолог и гешталт терапевт. Наташа, здраво! Добре дојдовте во новата епизода на "Издиши се", како сте? Здраво, добро сум, благодарам. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Кажете ми што работите сега во моментов и на што сте насочени? Така, неколку години веќе работам индивидуални средби, еден на еден со клиенти во областа на гешталт психотерапијата и исто така организирам работоници за личен раст и развој. А што се лични граници и какви видови постои? Па некако кога ќе кажеме граница, првата асоциација, барем кај мене и кај повеќето луѓе, е тоа дека границата е некаква линија или некаква физичко ограничување кое што дефинира одреден простор, одредена територија. Кога зборуваме за личните граници, во тој случај тоа би била линијата која што не дефинира нас, нашето тело, нашите чувства, мисли, вредности, ставови што ги имаме. Односно, границата не разликува нас од другите. Главна функција на границите е всушност таа да не заштити, да не дефинира и исто така и да не поврзе со средината и со другите. Тоа би значело селективност во поглед на контактите кои што ги правиме, тоа би значело каков избор на пријатели правиме, каква работа ќе избереме да работиме и се она друго што имаме потреба да го направиме како избор што е за нас значајно. Во однос на тоа какви видови граници постојат, ќе почнем од физичките. Тие се однесуваат на нашето тело и на нашиот личен простор. Тоа би значело на кого, како и кога ќе дозволам да ме допре или пак кого сакам и се чувствувам удобно да примам во мојот дом. Тука исто така спаѓа и она како јас самата се однесувам со моето тело, дали внимавам што јадам, дали си давам доволно одмор, дали практикувам одредена физичка активност доколку сметам дека ми е потребна и така натаму. Сега, доколку успееме ние да ги препознаеме овие потреби, ќе бидеме во можност да си ја дадеме фактички себе си онаа грижа што најдобрата грижа што можеме да си ја дадеме. Друга категорија се менталните или интелектуални граници и тие се однесуваат на нашите мисли, на нашите идеи, вредности, ставови што ги имаме. Оваа граница има за задача да ги одвои нашите мисли или вредности, верувања, идеи кои што ги имаме од верувањата, идеите и мислењата на другите. Значи, да бидеме во состојба да ги разликуваме, меѓутоа исто така во исто време да ги почитуваме другите кои што имаат различни идеи и мислења од нашите. Добро поставена ментална граница би значало дека имам право да имам свое мислење, имам право да го изразам и во исто време да го почитувам другиот кој што има различно мислење од моето. Оваа граница исто така ни овозможува едно, како да кажам, интелектуално почитување, односно присилувањето на другиот да го прифати нашето мислење, всушност би значало непочитување на неговата граница.
Следните се емоционалните граници. Тие се однесуваат на чувствата што ги имаме, на емоциите, односно ги дефинираат нашите емоции и чувства и ги одвојуваат од чувствата и емоциите на другите. Во таа смисла би било добро да знаеме да ги препознаеме кај себе си чувствата, да ги прифатиме и исто така соодветно да знаеме да ги изразиме. Тоа ќе ни помогне да бидеме помалку под влијание на чувствата и на расположенијата на другите. Не тоа на кога ќе кажат ме нервираш или толку си лошо расположен што и мене ми го пренесе таквото расположение. Добрата граница значи дека јас знам кој е моето чувство, сум сочувствителна и љубезна, меѓутоа не ја превземам одговорноста за тоа како другиот се чувствува. Зошто е важно да се поставуваат лични граници? Па важно е да се поставуваат затоа што, како што кажав, имаат првично заштитна една функција, значи ние имаме потреба да се заштитиме себе си и физички, и ментално, и емоционално и да си го сочуваме нашиот интегритет. Понатаму важно е затоа што на тој начин им даваме до знаење на другите што е за нас дозволиво, што може, а што не може, им даваме до знаење како сакаме тие да се однесуваат со нас, нели? Сето тоа дава една поголема контрола на личноста врз сопствениот живот, односно дава чувство дека јас сум одговорна и јас го управувам сопствениот живот. Понатаму, затоа што исто така играат клучна улога во односите со луѓето, нели, преку еден отворен и искрен договор, можеме да си ги поправиме или да си ги одржиме релациите кои што ги имаме. Со тоа што кажувам колку се ценам себе си, колку се вреднувам себе си, си влијам и на самодовербата и на самопочита која што нели сите имаме потреба да имаме. Што се случува кога немаме поставени граници? Кога немаме поставени граници, се случува да бидеме водени од потребите и од желбите на другите. Едноставно, тие имаат, како да кажам, предност, нивните желби и нивните потреби се ставени пред нашите. Замислете сега некој нели да дојде и да посака да ве гушне, било кој да сака тоа да го направи и да му е дозволено да го направи од ваша страна, или било кој да дојде кај мене дома и да земе нешто од мојот дом. Тоа во принцип би се случило ако немаме никакви граници. Понатаму ќе се случи исто така и превземање на одговорност. Да речеме ќе ми се налути пријателката и јас ќе се чувствувам виновна зашто таа е лута. Тука се мешаат тугите потреби со моите потреби и тугите одговорности со моите одговорности. Исто така во овој дел сакам да нагласам дека не е проблем само кога нашите граници се премногу попустливи, туку исто така е проблем кога имаме и поставени премногу крути, ригидни граници, кои што едноставно не дозволуваат протек на информации во меѓучовечките релации. Тоа би значило граница која што не дозволува, не остава простор за никаков компромис. Затоа е важно да се најде една рамнотежа, значи ниту премногу попустливи, ниту премногу ригидни граници. Кога може да се почувствува потреба за да знаеме да поставиме граница? Така. Потребата за поставување или за преиспитување, за прилагодување на границите може да се јави во било кои односи. Може да се јави во партнерските релации, со член од семејството, на работа, со пријателите и така натаму. Сега, првиот сигнал дека нешто се случува се најчесто непријатните емоции. Односно, кога нашите граници се загрозени, чувствуваме фрустрација, чувствуваме лутина, нетрпеливост, понекогаш може дури и анксиозност. Треба да обрнеме внимание на овие непријатни емоции, треба едноставно да си дозволиме да ги почитуваме, да ги почувствуваме и да видиме што сакаат тие да ни кажат, зошто се тука, нели? Еве како пример ќе наведам една ситуација во работна средина. Често ми се случува да имам клиенти кои што ме прашуваат нели како да постапам во врска со ова, си земаат премногу одговорности, премногу работни задачи, остануваат или прековремено или ја носат работата дома, земале обврски од колегата затоа што ги замолил и така натаму и на крај се доведуваат до ситуација кога
и немаат слободно време и се онака истрошени Мгм. и веќе и фрустрирани и лути, на крај настапува чувство на искористеност, на непочитување од другата страна. Тоа е веќе крајно нешто кога треба да размислиме дека можеби треба да ги преиспитаме границите. Значи непријатните чувства секогаш секако еден црвен аларм дека нешто треба да видиме, нешто се случува. А дали може да ни споделите некој пример за успешно поставена граница во љубовниот живот? Така, во врска со границите во љубовниот живот треба да имаме во предвид дека тука партнерите добро е да си ја задржат индивидуалноста, значи секој засебно да си ги почитуваат разликите, да си ги почитуваат различните мислења, а сепак да функционираат како пар. Може да биде, да речеме, тоа поставување граници или договарање колку време поминуваат заедно или како комуницираат кога не се заедно. Може да биде едноставно граница за тоа дали е дозволено да го чепкаш мојот телефон и јас твој, дали ќе ти ги знам пасвордите на мејлот и така натаму, така да или во врска со некои домашни обврски. Еве, да речеме, сме се договориле кои денови кој ќе го шета нашето куче, така. И сега денеска го шетам јас, утре го шета партнерот и си стоиме на тој договор. И сега се наоѓаме во ситуација кога нели партнерот забушава во таа улога, во договорот кој што сме го направиле. Коректно би било да нели ја поставиме таа граница и да кажеме денес е твој ред, очекувам да го прошеташ кучето. Да. Значи, не го насочуваме, како да кажам, не ја критикуваме личноста, не кажуваме ништо лошо за личноста на партнерот, едноставно за постапката. И ги кажуваме секогаш нашите очекувања. Кои се нашите очекувања? Можеме и да почнеме со реченица јас. Јас се чувствувам, да речеме, навредено кога не го почитуваш нашиот договор и очекувам во иднина тоа да го правиш. Така да тоа би било еден пример каде што секаде може да се примени во било кој однос, не мора да значи само во партнерските релации. А кога станува збор за работата, споменавте и предходно, како може да се постави успешна граница на работа? Ако е во однос на работника задачи кои си ги превземам, кои некоја личност ги превзема, нели, добро е да знае со колку време располага, нели. Времето е ресурс кој што се троши. Зависно од тоа колку време имам, толку задачи ќе земам. Или кои се моите можности за одредена задача да ја завршам. Дали сум во можност да му помогнам сега на колегата или не сум во можност да му помогнам. Да речеме, во врска со останување прековремено на работа. Можам да си кажам себе си дека окей, ќе сработам се што можам и си дозволувам половина час од предвиденото време да останам и не повеќе. После тој получас си одам дом. А кога станува збор со односите со нашите родители, пријатели, колеги од работа, ама на пријателска основа, како да поставиме лични граници? Така, во врска со овие односи, нели, ова се односи кои што нас не се важни. Да. Важно ни е да ја задржиме релацијата, меѓутоа важно ни е да заштитиме и собствената личност и да ја зачуваме нашата граница. И тука исто така многу е важно да го искомуницираме тоа, да ја кажеме својата потреба, да ја кажеме на начин што нема да ги повреди другите, односно ќе ја почитуваме и нивната граница, ќе ја почитуваме нивната личност, но сепак ќе дадеме приоритет на нашата потреба и ќе ги кажеме нашите очекувања од другиот. Да речеме, пријателката моја доаѓа ненајавена во мојот дом и мене тоа ми пречи. Би можела да ја кажам, се чувствувам непријатно кога доаѓаш ненајавена во мојот дом, во иднина очекувам да ми се јавиш. Јас сакам, нели, важна ми е релацијата со тебе, супер си ми ти како пријателка и сето тоа, меѓутоа јас се чувствувам неудобно кога доаѓаш ненајавено во мојот дом. И во тој случај, доколку таа пријателка е навистина, нели, наша пријателка, ќе го разбере тоа. Ќе го разбере и ќе ги почитува нашите граници. Сега, не секогаш се случува дека другиот ќе ја разбере мојата потреба и дека ќе сака да ја почитува, па може да се најде на отпор, може да наидеме и на таква личност кој што ќе се наути, па нема после да ми се јави на телефон, нели. Меѓутоа тоа е веќе на друго ниво и тука можеби би требало да го преиспитаме и тој однос и релацијата која што имаме со таа особа.
А зошто понекогаш не е тешко да поставиме граници? Еве, јас долго време работам на тој процес, поставување на граници и доаѓам до ситуација, ми е тешко да поставам граница и не знам како да поставам. Така. Па не е лесен процесот на поставување граници. Факт е дека не е лесно, не е нешто што можам да го проучитам и од утре нели да имам добри граници. Неколку причини може да кажам како утежнувачки да речам. Тоа се некои уверувања што можеби ги носиме како дете. Еве да речеме ситуација, сигурно барем еднаш сме виделе како на мало дете родителот му веле ма подели играчката со другарчето. Зошто не сакаш да ја поделиш? Ти си умно добро дете, ќе ги поделиш играчките, ќе си играте заедно. Или ако не ја поделиш, нема да сака веќе да игра детето со тебе, нема никој да те сака. Каква порака ние пренесуваме со тоа, нели? Ти си умен и добар ако ги поместиш своите граници или никој нема да те сака ако се држиш до своите граници. Ова како уверување ако се носи понатаму во животот, секако дека ќе го отежни тој процес на поставување граници. Секако дека личноста ќе се грижи за тоа што другите ќе мислат за неа, што ќе кажат ако нешто направи или рече. Понатаму може да е тоа и стравот. Стравот дека ќе биде отфрлена, ќе биде напуштена. Ова во партнерските релации знае доста да речам да се јави како проблем, се попуштаат границите од страв дека партнерот ќе ме остави. Помалку ќе ме сака, ќе ми најде замена, нели? Понатаму може да биде исто така утежнат процесот и заради тоа што е непријатен. Факт е дека самиот процес е непријатен. Непријатно е да се соочите со ситуација во која што некој нема да ве разбере, нема да го почитува, вие ќе треба нели да се држите до таа граница и така натаму. Нема секој исто ниво на толеранција на непријатност. Затоа е важно да се тренираме себе си едноставно да се вежбаме да ја поднесеме таа непријатност. Непријатно е кога ќе ги поставуваме границите, меѓутоа исто така е непријатно и кога ќе дозволиме да ни бидат загрозени нели. Секако ќе се јават непријатните чувства, така да се исплати да се вложи напор, оваа непријатност да се поднесе. Да, тука исто така сметам дека е многу важно кажувањето не. Зошто е важно и како да научиме да кажуваме не, која е уметноста на кажувањето не. Така, секако дека е важно да кажеме не тогаш кога чувствуваме дека треба да го кажеме и сега јас стално велам дали е потешко да се каже не или е потешко да се поднесат последиците од кажувањето не, бидејќи често имам случаи кога се обидува личноста да се држи до некоја граница, да кажува не, ама тоа чувство на вина се јавува, тоа себе мачење, дали го повредив другиот, дали што ќе рече другиот за мене, што ќе мисли другиот за мене и така натаму. Затоа кога се кажува не, многу е важно да се потенцира дека јас ако го одбивам предлогот од личноста, не ја одбивам самата личност, туку едноставно тој предлог мене не ми е прифатлив или одредено мислење. Ја ценам личноста, но тоа мислење некако не резонира со мене, јас имам свое собствено мислење. Така да кога кажуваме не, треба да како да кажам да прифатиме со себе си да се договориме дека одредени уверувања кои што не ми одат во прилог како тоа нели што другите ќе мислат и што ќе кажат за мене, постепено почнеме да ги напуштаме, а да работиме на уверувања кои што велат дека да, јас имам право да кажам не, јас имам право да кажам што е оно што го сакам и што е оно што не го сакам. Нема лесен начин да се каже не, меѓутоа пак ќе кажам, не е нешто што не може да се научи, не е нешто што не може да се вежба. А колкава е важноста во поставување на лични граници во грижата за себе си? Па основна е една основа за да кажам дека се грижам за себе си, дека негувам љубов кон себе си е тоа да имам добро поставени граници. Тука често го среќаваме зборот себичност, барем јас во мојата пракса, кога разговараме на оваа тема, нема, мислам дека сесија да не се спомне зборот себичност, нели? Па јас често знам да прашам што за вас представува себичност, што е себичност за вас да се дефинира. Па добивам најразлични одговори од тоа дека себичност е ако си мислам само на себе си, себичност е ако си приуштувам некои работи и не мислам, не ми е гајле за другите.
Но тука треба да расчистиме дека поставувањето на здрави граници не значи дека не ни е грижа за другите и не значи дека само за себе си мислам. Имаме често случаи на мајки кои што не си дозволуваат време за себе, нели, затоа што сметаат дека го одземаат тоа време од своите деца. Или ако отидат на фризер или 2 пати неделно да вежбаат, чувствуваат вина затоа што го одземаат тоа време кога можат да бидат со децата. Затоа е важно тука да разграничиме дека грижата за себе си никако не може да биде себична и да дефинираме дека поставувањето граница значи дека јас се грижам за моите потреби, се грижам за моите желби, во исто време ги почитувам твоите. Значи, моето време е исто толку важно колку што е твоето време. Јас сум вредна исто колку што си вреден и ти. Дали има некакви стратегии за поставување на граници? Формула специјална нема. Убаво би било кога би постоела, нели? Меѓутоа има одредени чекори кои што може да се следат кога сакаме да поставиме граници. Најпрви би требало да тргнеме од тоа да ги препознаваме кај себе потребите и желбите што ги имаме, нели? Што е оно што го сакаме, што ми треба. Понатаму да ги препознаеме, да ги прифатиме чувствата кои што ќе се појават и не само да ги препознаеме и да ги прифатиме, туку и да знаеме соодветно да ги изразиме и потребите и чувствата. Кога ќе знаеме тоа да го направиме, ќе можеме учтиво да го побараме оно што го сакаме на начин што нема да ги повреди другите. Тоа би значило една вештина на комуникација, како што кажав пред малку, може да биде тоа со јас пораки, јас се чувствувам и очекувам од тебе, нели? Така што личноста нема да чувствува дека ги загрозувам нејзините граници, туку едноставно ги изразувам своите потреби. Понатаму важно е да бидеме доследни. Значи, кога се поставува граница, важно е да се држиме до таа граница, да си бидеме доследни, за да личноста знае, нели, дека јас сум сериозна во однос на мојата граница. Ако јас попуштам повремено, нели, ќе види другиот дека може. Тоа не е окей. Така да треба доследност, ако секогаш тоа не може, се случува да речеме да не викаат за некаде, да некој настане, сега нас не се оди, јас или едноставно планирам за друго да го потрошам времето и ги одбивам еднаш 2 пати пријателите и ми станува после непријатно и ајде ме убеди и ќе појдам. Тоа не е доследност. На крај исто така би можеле да дефинираме една последица која што би произлегла доколку се прекрши таа граница. И исто така треба да водиме сметка каква ќе биде таа последица, треба да можеме ние да ја исполниме, да не биде нешто нели баш нереално. Соопштувањето на последиците исто така е многу важно да се направи на начин кој што не е обвинувачки, не е осудувачки. Едноставно потребата се става на прво место. Например, ако задоцнеш повеќе од 15 минути, ќе се заминам од состанокот. Какви совети и препораки би им дале на оние кои што имаат потешкоти во поставување на граници? Секогаш препорачувам да се појде од полесни ситуации со поситни чекори, значи да се вежба во односи, во ситуации каде што знаеме дека ќе не идеме на разбирање. Таму каде што се чувствуваме нели посигурни, па понатаму целиот тој процес и сите овие стратегии што претходно ги спомнав ќе се пренесат во ситуации каде што можеби ќе биде потешко да не идеме на разбирање. Која е вашата порака за крај поврзана со менталното здравје, затоа што мотото на подкастот е поправка на секојдневното расположение, па што би им порачале на нашите гледачи? Доброто ментално здравје е од суштинско значење за целокупната наша благосостојба и за квалитетот на живот кој го живееме. Во ова време кога сите сме премногу зафатени, кога сите сме премногу ангажирани, важно е да му посветиме внимание, да му дадеме приоритет, да се насочиме кон еден личен раст и развој и секогаш кога не можеме сами во тоа да успееме, да побараме стручна помош. Наташа, ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата. А вас, драги гледачи, би сакала да ве потсетам дека може да го користите кодот за попуст при закажување на разговор со било кој психолог достапен на платформата razgovor.mk. За да може да го искористите кодот со 15% попуст, ќе мора да ја симнете нивната апликација и при резервацијата да го запишете кодот издиши се 15. А во меѓувреме, продолжете да не следите и да се грижите за вашето ментално здравје.